Се што побара опозицијата, СДСМ и ДУИ направија, но иако се согласија на Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН, тоа не им беше доволно. Лидерската средба, партијата ДУИ веќе ги подготвија нивните министри, нивните оставки, јавно ги објавија, нивниот председател на партијата јавно го соопшти тоа, а доколку се сеќавате, Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија одржа седница после таа лидерска средба на која што се формираше работна група, која што работна група ја сочинуваат генералниот секретар, поранешниот генерален секретар, председателот на шефот на пратеничката група, луѓе со големо партиско искуство, кои што се овластени од Централниот одбор заедно со мене да разговараат со ВМРО ДПМН за конкретните ресори кои што би ги имала секоја од партиите во таква влада. На прашањето дали сега откако ВМРО ДПМН дефинитивно се изјасни дека во уставните измени нема да учествува, Ковачевски има некаков план. Тој одговори со прашање. Кој е објаснувањето на ВМРО дека зошто е против? Таму нема во соопштението. Ама тоа е најновото сега, бугарски диктат. И доаѓаат од Европска унија, велат ова не е бугарски предлог, ова е предлог на Европската унија. Соединетите американски држави исто така кажуваат да, ова е предлог на Европската унија. Тие кажуваа едно време ќе ја менувале преговарачката рамка. Веќе не го зборуваат тоа. Бидејќи и од Европската унија дојде, и од Соединетите американски држави со кои што имаме стратешки договор, дека преговарачката рамка е одобрена од сите земји членки на Европската унија. Седницата со единствена точка на дневниот ред уставни измени е закажана за утре, на која ВМРО ДПМН најави учество, но и гласање против.